На поголема одговорност во празнувањето, повикува специјалистот по медицина на трудот, доктор Илчо Евковски. Во пресрет на престојните празници, тој апелира верниците да не се групираат со луѓе од други семејства. А на вчерашната владина седница, по предлог на Комисијата за заразни болести, беше одлучено да се намали полицискиот час. Истиот од денеска почнува од 21 часот. Исклучок од забраната за движење се вечерните часови помеѓу 1 и 2 мај, односно за време на верскиот празник Великден, но и вечерта помеѓу 13 и 14 мај за празникот Рамазан Бајрам. Во секоја ситуација кога е расширен широко вирусот, би требало да се придржуваме барем кон правилата кои што ги наложила државата. Во овој случај, кон сите верници, би сакал првично да им честитам предстојните празници, а во исто време да ги повикам на една поголема одговорност и доколку веќе се собираме за овие празници, бидејќи владата одлучи да дозволи сабота, недела да бидеме заедно со роднините до некои нормални часови, би препорачал да се бидат тие собири во помала бројка, да не бидат тие со луѓе кои што се од други семејства, доколку може да се задржиме во својот круг на семејството. Исто за пошироки собири би препорачал виртуелно луѓето да комуницираат, сепак сме 21 век, може да се направи таа врска и преку интернет, сите да се чувствуваме дека сме заедно. Во исто време би сакал да ги повикам и властите да земат да засилат со мерките околу храмовите, да позачестат малце контролите во тие часови кога се собира народот околу црквите и џамиите, да биде поприсутна полицијата, како би можело да имаме повеќе ред, дисциплина, носење на маски и држење на дистанца. Престојните празници веќе втора година поред ќе се прослават во услови на пандемија, но за прв пат без поголеми рестрикции, откако минатата година за големиот христијански празник Великден имаше 4-дневен карантин.